Видно изнемоштен денеска во кривичниот суд на рочиштето за случајот Талер се појави поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски, кој според информациите кои Алфа ги доби од неговиот адвокатски тим, веќе 12 дена штрајкува со глад во истражниот затвор Скопје. Во краток разговор во судот неговиот адвокат Еленко Миланов ни кажа дека денеска му било дадено премногу кратко време да се види и да разговара со својот клиент, но дека според однесувањето поранешниот министер не бил истиот човек. Неговата сопруга Сања Киевски пред неколку дена на Facebook напиша дека тој е жртва на психолошка војна, дека правдата ќе излезе на виделина, но дека не е сигурна дека нејзиниот сопруг ќе дочека здрав. Сега тој човек е жртва на психолошка војна, неправедна војна кон него бар. За други не знам и не можам да кажам. Верувајте, на никого не го посакувам ова што нам ни се случува. Знам дека вистината еден ден ќе излезе на виделина, но исто така можам да кажам дека не сум убедена дека Миле ќе ја дочека здрав и читав. Јана Киевски на штрајк со глад се реши поради апсурдноста на одлуките на судот. Имено истиот ден кога му беше определена мерката притвор за случајот познат во јавноста како Шпански скали, во случајот каде осомничен за собраниските настани од 27 април му беше продолжен куќниот притвор, што според праксата представува навистина нелогичен сплет на настаните, со оглед на тоа што тој без никакви проблеми ја издржуваше мерката куќен притвор. Тој ја одбил и храната, која на 2 јули неговата мајка ја испратила во затворот во шутка, а единствен одговор кој го добиле е дека не сака да ја земе бидејќи штрајкува со глад. Неговата сопруга на Facebook напиша дека на овој начин во моментов Јана Киевски ја води борбата за правда. И да, тој штрајкува со глад веќе цела една недела. Бегло беше соопштено ова, како и да не е нешто многу важно. Зарем не е? Борбата за правда да се води на овој начин заради тоа што институциите на правдата немаат слух или намерно го изгубиле. Зарем треба борбата за правда да се сведе на мотото уапси го Миле и што? Се прашувам кај се милионите, не милијардите кои биле украдени. Судењето за случајот Талер денеска беше одложено за 12 септември поради отсуство на еден од протниците. Процесот го води судијата Осман Шабани, а застатник обвинението Елен Черистовска од СЈО.